Застани исправено. Диши мирно низ нос. Направи широк исчекор. Стапалата се далеку едно од друго. Сврти го десното стапало 90 степени надесно. Сврти го левото стапало малку навнатре, 15 до 20 степени. Порамни ги петите. Петата на десното стапало нека е во линија со средината на левото стапало. Активирај ги нозете. Вдиши и растегни се нагоре. И издиши и свиткај го десното колено. Донеси го коленото над глушт. Бедрото оди кон паралелно со под, колку што ти дозволува телото. Провери го десното колено. Коленото оди во насока на вториот и третиот прст. Не паѓа навнатре. Задната нога е права и силна. Притисни во надворешниот раб на левото стапало. Чувај ја левата пета тешка. Сега карлицата. Карлицата останува во средина. Не се вртиш кон предната нога. Не паѓаш наназад. Замисли дека стоиш меѓу две стаклени ѕидови. Трупот е исправен и центриран. Рашири ги рацете во линија со рамената. Десната рака напред. Левата рака назад. Дланките надолу. Прстите долги. Рамената надолу. Вратот долг. Погледот оди преку десните прсти. Погледот е стабилен. Провери го трупот. Ребрата спуштени. Стомакот држи лесен тонус. Не туркаш со градите напред. Остани во позата. 5 до 8 длабоки вдишувања. Со секое вдишување растеш нагоре. Со секое издишување стабилизираш колено и карлица. Провери тежина. Тежината е во средина, не само во предната нога. Задната нога носи дел од работата. Излез. Вдиши. Исправи го десното колено. Издиши. Спушти ги рацете. Порамни ги стапалата. Одмори еден здив. Потоа повтори на другата страна. Кратки корекции. Ако предното колено оди навнатре, турни го кон вториот прст. Активирај ја надворешната страна на десниот бут. Ако рамената се креваат, издиши, спушти ги. Ако карлицата паѓа наназад, притисни повеќе во надворешниот раб на задното стапало. Донеси тежина малку напред во средина. Ако се заморуваш во предната нога, скрати го ставот малку. И чувај колено над глушт. Крај.